Најпрво сакам да ја поздравам директорката и основач на МИТ универзитет, госпоѓа Илјана Апостолова. Исто така да го поздравам и генералниот секретар на МИТ универзитет, професор доктор Атанас Казарев. Да го поздравиме и бискупот кој што денеска не удостои со неговото присуство. Би сакала да го поздравам и академик господин Благој Механџиски, и собственик на ЗЕГИ, почитувани декани, професори, директори, пред се наши најдраги студенти. И исто така би сакала да го поздравам и академикот господин Владо Камбовски. Си да се поздравиме. Дозволете ми најпрво да ви посакам топло добре дојде на почетокот на оваа академска година. За многумина од нас, денешниот ден представува почеток на едно ново и важно поглавје. Влегување во академскиот свет, свет на знаење, предизвици и личен развој. Драги наши студенти, вие сега влегувате во една нова фаза. Фаза во која самите ја преземате одговорноста за образование, кариера и иднина. А МИТ универзитет, заедно со сите нас, професори, ќе бидеме секогаш тука, да ви бидеме поддршка и да ве водиме низ вашите животни предизвици. Тука, на МИТ универзитет, вие ќе учите не само од книгите, туку и едни од други, преку разговор, соработка и меѓусебна почит. Универзитетот не е само место каде што се стекнувате со знаење, туку и место каде се формирате како личности. Затоа ви посакувам успешен почеток, многу мотивација, истрајност и љубопитност. Да учите, да се развивате и пред се да уживате во овој единствен и многу убав период од вашиот живот. За прв пат денеска имаме малку поразличен академски час. Го отвараме овој академски час со еден свечен настан, а тоа е формирање на првата граѓанска правна клиника, и затоа ќе го повикам. Јас со ова повикување малку извинев. Прво ќе ја повикам директорката на МИТ универзитет, госпоѓа Илјана Апостолова, да земе збор. Поделете. Јас кратко би сакала да се обратам на сите присутни. Да се обратам на гостите, на академик професор доктор Владо Камбовски, кој беше и првиот председател на матичната комисија за отварање на МИТ универзитет во 2008 година. Огромна почит и тогаш и денес за неговото, што не удостои со неговото присуство, кога за прв пат, тоа подобро ќе го објасни после генералниот секретар, се отвара првата граѓанска правна клиника во Република Северна Македонија. Благодарам, академиче. Благодарам и на собственикот на големата и можеби прва компанија за фармацевски производи во Република Северна Македонија, господинот Благој Механџиски. Неговата компанија се... Благодарам што постојано не поддржува во сите наши настани и се надевам дека и во иднина ќе ја продолжиме оваа соработка и неговата безпрекорна помош кон нашиот универзитет. Му благодарам и на монсеньор бискупот за неговата удостојаност, што не удостојува постојано со неговото присуство на нашиот универзитет, и се надевам дека во иднина неговата мисија, за која што е и мисија на нашата мајка Тереза, жена која што донесе многу хумани акции во целиот свет, а кој што е токму од нивната католичка црква,
ќе продолжиме и ние како универзитет да правиме заедно со монсеньорот, односно бискупот, за многу хуманитарни настави. Хуманоста е голема работа. МИТ универзитет покажал многу моменти кога во своето постоење, во најкризни моменти, дал многу поддршка во многу хумани акции. Во катастрофалниот поплава која што настана во Стајковци, МИТ универзитет со своите камиони, со помошта од 70.000 евра, кон граѓаните на Стајковци, влезе во најдлабоко во местата кои што никој не можеше да влезе. И нормално и на граѓаните од Стајковци, на многу ранливи категории им пружи голема помош. МИТ универзитет и сега, кога беше големиот пожар, во кој што загинаа многу млади животи, во кој што останаа многу осакатени млади животи во Кочани, нашата професорка, доктор Миријана Јовановска-Стојановска, во првите линии за помош, безсебично, неуморно, 24 часа, беше со родителите на загинатите, денес е со исто родителите на загинатите, меѓутоа и на повредените, кои што доживеа огромна травма, кои што пред нив е огромен момент на долготрајно лечење, а таа со својата екипа и со екипата од нашите професори, психолози и ден денес постојано е таму. Да не дожам, значи, уште еднаш ќе повторам. МИТ универзитет не само што едуцира, МИТ универзитет покажува како треба да бидеш човек, како на човек да му бидеш човек, а не на поговорката човек на човек волк. Значи, со нови вредности, со нови желби, со нови успеси, ви посакувам оваа година да покажеме на сите дека успеавме, успеваме и ќе успееме да го покажеме не само знаењето вградено во вас, него и хуманоста и човечноста и сите битни работи кои што се во една личност која го носи достоинствено името човек. Да бидеме достоинствени за тоа име. Ви благодарам. Добар ден, драги гости. Посебно ми е чест да ги кажам од зборовите дека ова е во исто време час на новите студенти кои ќе ја продолжат и ќе ја почнат буквата со првата граѓанска правна апотека, болница во Македонија. Посебно сакам да му се заблагодарам и на академикот кој цело време беше во консултација со мене, ми даваше на пасија, не штитеше пред сите со својот труд, бидејќи ние сме генерација некаде од факултетите, сме биле борци и во поранишните години и сега сакаме правдата да направиме да биде под прво во оваа држава. Ние не сме правна држава. Затоа, бидејќи не сме правна држава, ние не сме ни првата граѓанска правна клиника, бидејќи има и во Загреб и во другите места, јас ги посетувал, сме виделе нивните искуства и затоа ги храбрам сите кои ќе учествуваат во развивањето на оваа правна граѓанска клиника. Ние сме во времето кога нашите млади кадри, возрастни, се иселуваат, се празни државата, луѓето бегаат од правото, од правосудството, кое луѓето ги натера да бегаат од родното каче. Затоа ова правна клиника, правна граѓанска клиника ќе биде синоним на правдата. Ние ќе бидеме понародни од народниот правобранител. Ние ќе бидеме посилни од сите, како да кажем, правни институции, бидејќи ние ќе бидеме на страната на народот. Имаме многу случаи каде се правото погазило. Затоа, бидејќи сме во времето кога 98% не му верува на правосудството,
Ние сме тие кои сме, како да речем, арена каде ќе ги прибираме, кај нас нема да има, да кажем термин, мој термин, бидејќи сите граѓани нема да има по националност, нема да има по вера, нема да има по занимање, по имотна моќ. Тука ќе бидат сите граѓани кои имаат мака со здравството, мислам со правосудството. Затоа посебно сакам да напоменам заслугата на овој универзитет и посебно сакам како да кажам идеолог и предлагач на оваа клиника, граѓанска правна клиника, да председател биде на првото основачко собрание професорот Атанас Козаров. Во него имаме поголема верба, бидејќи тој човек има голема историја во својата кариера, секој пат бил на страната на народот, на граѓаните, секој пат помагал и затоа се верувам, јас само ќе бидам координатор, ќе бидам материјалната страна, сите кои имаат мака, сите кои имаат, ќе бидеме отворени, значи нема да бираме, ние не сме партиска, ние не сме некоја, како да речем, граѓанска партија, ние сме народна клиника. Ние ќе бидеме местото каде ќе доаѓаат сите кои се обесправили во нашиот корумпиран правосуден систем. Систем во кој не веруваат 98%. Ние се нашите подржувачи ќе бидат 98% од тие граѓани. Ние нема да им веруваме, знаеме дека ќе има опонирање од тие 2% кои по секоја цена опонираат или сакаат да ги остават, како да кажа, корумпираните на колеги, да ги отпушат од работа нивните министри, нивните председатели на врховни суди, на апелациони суди, на граѓански суди. Затоа ве молам, подржете не, бидејќи ние ќе бидеме на страната на народ, нема да се плашеме. Колку сме, толку сме, сепак ова клиника ќе биде народна, нема да биде народен проблем. Ние ќе бидеме народна. Благодарам и подршката и се надам и напред. Ви благодарам, директоре Благој Механџиски, за вашето прекрасно излагање и верба која што имате во сите нас, кои што сме дел од ова прва граѓанска правна клиника во Република Северна Македонија. А сега би сакала да дадам збор на генералниот секретар на МИТ универзитет и основачот на ова граѓанска правна клиника, професор доктор Атанас Козаров. Најпрвим би се приклучил на сите поздрави кои што моите претходници ги изразија и навистина ми е чест денеска овој полн амфитеатар да посакаме пред се добре дојде на идните студенти на МИТ универзитет, нашите бруцоши, нашата гордост, нашата иднина, затоа што за нас, за МИТ универзитет, студентите се на прво место. Денеска покрај овој настан имаме уште еден свечен чин, а тој е поврзан со основањето на првата граѓанска правна клиника на МИТ универзитет, но и комплетно во целата држава. Имено денес сме присутни на зачетокот на една многу значајна иницијатива, изворно произлезена од господинот Благој Механџиски, човек лидер во областа на фармацевската индустрија, но и човек кој во својот деловен опус има добиено над 25 арбитражи во странство, но и бројни судски процеси во државата, а неколку се уште се во тек. Неговата благородна мисла е да се создаде едно демократско тело кој ќе биде сервис на граѓаните кои имаат или имале судски постапки во рамките на кои им е нанесена штета, а за кои истите се сомневаат дека се кријат лукративни мотиви. Ова идеја на господин Благој Механџиски има основа и се заснова врз доктрина на докази, а еден од нив се пресудите на Европскиот суд за човекови права, со кои предметите на нашите граѓани се решаваат позитивно и се тоа се потврдува дека нашиот правосуден систем некаде потфрлил во домашната судска практика. Иницијативата има за цел да се помогне на нашиот правосуден систем на начин преку кој грешките нема да се повторуваат. Затоа ова иницијатива ние како МИТ универзитет Скопје генерално и Факултетот за правни науки
меѓународни односи и дипломатија, со достојна почит кон основачот, госпоѓа Билјана Апостолова, ја перципираме и прифаќаме како партнери на овој систем, како негов ветер во грбот. Ни повеќе, ни помалку од тоа. Впрочем, и идејата на иницијаторот, господинот Благо Механџиски, е да се вклучи и бизнис заедницата, кој исто така може да помогне во детектирање на состојби и разоткривање на случаи. Нашиот универзитет широко ги отвора вратите за сите демократски иницијативи, кои посебно покрај академскиот кадар ќе овозможат и ангажирање на нашите студенти во истражување на случаи од практиката. Студентите се на прво место во овој универзитет и целокупната активност е насочена кон подобрување на квалитетот на образовниот процес. Важни се причините за раѓањето на оваа иницијатива, а тие кратко би можеле да се сведат на следното. Демократската и правна заедница во нашата држава, а пред се граѓаните и граѓанскиот сектор, од изминатите 3 децении од независноста, несомнено е дека беа окупирани од сомнителни судски случаи, сведоци бевме на разрешување на суди и јавни обвинители. Граѓаните од статус на рамноправна странка со другите учесници во граѓанските и кривичните постапки преку софистицирани злоупотреби се трансформираа во штетени странки, чии што права беа дорегирани во непознат број на случаи. Општата оценка за доверба во правосудниот систем од 2% кај граѓаните се доживува на следниот начин. Граѓаните сметаат дека тие со децении си седат во удобните фотели кои им овозможуваат бенефиции на различен вид, наместо одговорност и демократска отчетност. Сите овие детектирани состојби, а пред се непостоењето на статистички податоци за бројот на оштетени странки од судски постапки кои се водени под сомнителни околности, ја наметна потребата од создавање на едно ново тело во демократскиот свет кај нас, кој ќе има сосема јасни и законити цели во духот на јакнење на правичноста и правдата, како клучни принципи на нашиот кривично правен систем, воспоставен со измените на Законот за кривична постапка од 2010 година. Сведоци сме на чести и сомнителни измени и дополнување на законите за кривичната и граѓанската материја, исто како што се менуваат и председателите на судовите и на јавните обвинителства. Обично после секој изборен процес забележена е практика веднаш да се формира работна група во Министерство за правда која почнува се измени и на постојните законски текстови. Така додека се уште не се утврдени ефектите од претходно донесениот закон или негово измени и дополнување, без анализа, но со силна партиска поддршка се подготвуваат нови закони. Последиците се страшни. Во судовите се судат предмети според стар закон, според нов и се така во недоглед. Граѓанската правна клиника ќе биде глас на оштетените странки и гарант дека правдата не завршува со донесување на пресуди, туку правдата завршува со одговорност на актерите кои довеле до пресудување за други повисоки цели. Приоритет на граѓанската правна клиника како надворешен демократски механизам за надзор е да се придонесе за независноста на судството, но и на јавните обвинители. Ова независност државата ја обезбедила преку избор на судии и изборот мора да ги задоволи домашните и меѓународни критериуми. Обврска и одговорност на секоја држава е да продуцира закони во поширока смисла на зборот, затоа што тие се база за избор на квалитетни судии. Непристрасноста кој судиите во остварувањето на функцијата, покрај другото, е поврзано и со личноста на судијата. Неговиот степен на квалитетно образование, желбата и активноста за континуирана едукација од повеќе аспекти, отпорот кон притисоци и посебно кон наследената култура на корупција, се елементи кои во практиката може да ја обезбедат непристрасноста на судството. Постоењето на морални и етички квалитети и висок личен интегритет, како и посветеноста кон судиската функција, која бара големо одрекување, се исто така елементи потребни за остварување на принципот на непристрасност. Во овој контекст многу важно е прашањето за презентирањето на сликата за судството како целина. Презентирањето треба да биде објективно, за да може и надворешниот наблюдувач да ја перципира непристрасноста. Визијата на иницијативата за основање на граѓанска правна клиника е поддршка на остварувањето на правото на правечно судење преку независно, непристрасно и стручно судство. Визијата на оваа иницијатива е доследно остварување на целта на владењето на правото во практиката, а не само како гола декларација во актите. Граѓанската правна клиника ќе функционира врз основа на етички и морални стандарди со тим сочинет од правни експерти од невладиниот сектор,
адвокатски тимови, меѓународни правни експерти, поранешни судии на Меѓународниот суд за човекови права, професори на правните факултети во државата и студенти за научно-истражувачки цели и секако бизнис заедницата за чија соработка сме посебно заинтересирани. Во тој правец би подсетил дека многу одамна Монтескје рекол: судиите се уста на законот, затоа што тие го изговоруваат зборот закон, а всушност судијата е закон кој зборува. Граѓанската правна клиника е идеја која може да има големо интернационално ехо. Верувам во успехот затоа што минатото покажува дека вакви граѓански иницијативи успееле и успеваат. Така, например, кога славниот светски фудбалер Ерик Кантона ја лансираше идејата дека светските банки ја одржуваат тиранијата на капиталот и од слободниот човек права да стане роб, тој всушност убеди меѓу 500 и 600 илјади граѓани да формираат слободни асоцијации каде ќе ги вложуваат своите приходи. Тоа беше вистинска револуција во Франција и Англија. Оттука и ова иницијатива очекувам да го даде свој придонес преку менеджментот кој ќе го покране граѓанскиот активизам и чијашта структура почела да се создава уште денес, во овој момент. Затоа сите кои се заинтересирани може да се пријават и да го создадеме најдемократското тело во оваа област. Мислата на Жан-Жак Русо дека човекот се раѓа слободен, а насекаде е во окови, може да ја претвори оваа надеж, оваа граѓанска правна клиника, дека секој човек има еден идеал, да верува во правдата и правната држава. Ви благодарам. Благодарам, драг професоре. Честитки. Се надевам на многу успех, се надевам на многу помош пред се за сите граѓани на Република Северна Македонија. А сега би сакала да го повикам деканот на правниот факултет при МИТ универзитет, професор доктор Филип Петровски, да земе збор, што исто така дел од оваа граѓанска правна клиника, помеѓу основачите сега. Почитуван директорке Апостола, почитуван академик, почитуван Зегин, монсеньор Стојанов, почитувани колеги, професори, почитувани студенти и почитувани гости. Со особена чест и задоволство денеска ви се обраќам по повод отварањето на школската година, која што воедно и е споена со настанот, отварањето на, односно најавата на граѓанската правна клиника, која што е во соработка со Факултетот за правни науки, меѓународни односи и дипломатија. Ова иницијатива е повеќе од проект. Таа е нашата заедничка визија за тоа како високото образование треба да изгледа во 21. век. Образование што не останува затворено во амфитеатрите и библиотеките, туку излегува меѓу луѓето, во реалноста, во практиката, таму каде што правото се живее и доживува секојдневно. Правото не е апстрактна наука која се содржи само во книги и параграфи. Тоа е жива практика, систем на правила и институции што ги обликуваат или директно влијаат на квалитетот на животот на граѓаните. Нашата цел е студентите да не бидат само пасивни слушатели, туку активни учесници во решавањето на реални правни проблеми. Со оваа клиника ќе добијат можност да стекнат непроценливо искуство, увид
во вистински случаеви, увид во тешкотиите со кои што се соочуваат граѓаните кои имаат контакт со институциите, како и со сложеноста на правните процедури. Но оваа клиника не е само образовен инструмент, таа е и алатка за солидарност и граѓанска одговорност. Таа е мост помеѓу универзитетот или нашиот факултет и заедницата. Нашите студенти под менторство на своите професори ќе им овозможат на граѓаните бесплатен правен совет, ќе им помогнат полесно да ги разберат своите права и обврски. На тој начин, клиниката, а и ние како факултет, стануваме дел од решението на секојдневните предизвици на луѓето, а студентите ќе научат дека правото пред се е сервис на правдата и на граѓанинот. Особено ми е драго што ние во дискусиите, кога се подготвувавме за ова, разговаравме и дека ќе формираме експертски тим, кој ќе биде составен од професори, адвокати, практичари, луѓе кои што се и надвор од нашата институција, но луѓе кои ќе ја поддржуваат работата на клиниката. Тие ќе бидат гаранција дека студентите ќе добиваат или ќе имаат квалитетно менторство, а граѓаните точни и професионални совети. Верувам дека оваа граѓанска правна клиника ќе биде место каде што ќе се градат идните адвокати, суди, јавни обвинители, но и општествено свесни граѓани. Тука ќе се учи дека правото не е само кариера, туку и должност кон заедницата. Дозволете ми да упатам искрена благодарност до сите присутни денеска, до сите професори, до студентите и партнерите кои што учествуваа во подготовката на овој проект. Оваа поддршка и визија овозможија денес да дојдеме до нова фаза на академска измореност. Драги студенти, денес добивате можност да ја почувствувате вистинската сила на правото, неговата моќ да менува животи, да донесе правда, да отвори пат до достоинство и еднаквост. Искористете ја оваа можност со целосна посветеност. Ја поздравувам работата на Граѓанската правна клиника, нека таа биде дом на знаењето, правдата и солидарноста. Ви благодарам. Благодарам, декане. Сепак јас мислам дека треба да станете сега. Нема потреба да се внувате, бидејќи сега би сакала да ги најавам деканите на МИТ универзитет, на сите факултети поединечно, да се ги преземат своите студенти и при тоа да ги поделат индексите. Деканот на факултетот за правни науки, дипломатија и меѓународни односи, професор доктор Филип Петровски. Секој со своите студенти може да излезе да ги поделиме индексите, а после тоа ќе имаме еден убав свечен коктел, каде што заедно ќе го наздравиме почетокот на оваа школска учебна година. Студентите можат да Факултетот за безбедносни науки, професор доктор Ана Здравковска. Деканот на економскиот факултет, професор доктор Амин Имери. Деканот на факултетот за архитектура, професор доктор Дамјан Балковски. Деканот на факултетот за психологија, професор доктор Миријана Јовановска-Стојановска. Деканот на факултетот за дентална медицина, професор доктор Елизавета Рамова. И деканот на коледжот за медицинска козметологија и физиотерапија, професор доктор Владо Апостолов.